интелектуална попреченост. Општина Кочани за среќа има едно добро искуство во функционирањето, односно постоењето на ваков дневен центар и за една среќа е што ваквиот дневен центар беше подржан и финансиски, меѓутоа и административно, меѓутоа и практично од една невладина организација Порака, која што одигра голема улога во воспоставувањето на одржливоста и екзистирањето на еден ваков центар. Се разбира дека и во периодот кога локалната самоуправа ги немаше дел од ингеренциите во отварањето и во поддршката на ваквите дневни центри, поддршката доаѓаше од локалната самоуправа Кочани и сметам дека активно зедовме една улога во опремувањето, во давањето на простор и во секој момент кога имаше потреба да се даде една поддршка во остварувањето на програмата на дневниот центар. Оваа соработка трае веќе 7 години и можам само да кажам пофални зборови во оваа соработка. Сметам дека и тие ќе го кажат истото. Со доаѓањето на дел од овие надлежности под локална власт, односно ингеренции надлежност на локалната самоуправа, обврските како морални, така и финансиски на општините се поголеми. И ние не бегаме од таа наша обврска, со тоа што бараме реално да постои еден преоден период во кој што ќе се изнедат најдобрите начини и форми за одржливоста на ваквите центри и не само одржливоста, меѓутоа да се направи нешто повеќе, да и просторно, меѓутоа и со опременост и со човечки потенцијали и капацитети се подигне нивото на давањето на оваа услуга на едно многу високо и многу професионално ниво. Дневниот центар Порака Струга започна со работа во 2004 година. 10 лица со интелектуална попреченост се корисници на овој дневен центар. Активностите за реализација на програмата во Дневниот центар во Струга ги спроведуваат 2 ангажирани лица. Дневниот центар е насочен кон поддршка на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства преку активностите кои се изведуваат во него. 2007 година Дневниот центар е под финансиска поддршка на општина Струга, бидејќи општината и градоначалникот излегува во пресред на Дневниот центар и ја сватија потребата на општината за постојање на еден ваков дневен центар. Ние како локална самоуправа и без да дојде таа децентрализација, односно тие невладини организации да работат во склоп на локалната самоуправа, прошлата година ги вклопивме во буџетот на општина Струга. Мислиме дека понатака ова институција ќе порасне во поголема институција, со сигурно дека ние како локална самоуправа ќе се грижиме и повеќе и во целост ќе се грижиме за функционирање на ова институција. Простор сигурно дека треба да најдеме поширок простор кој сигурно ќе ни го искажат релевантните институции да можат тие лица колку толку да и тие се понашаат како слободни граѓани на општина Струга, сигурно и пошироко. Дневниот центар Порака Куманово е последниот дневен центар оформен во рамките на мрежата на сервисни служби на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака. Дневниот центар е отворен во декември 2006 година, а во него се опфатени 16 корисници. 2 дефектолози и 1 педагог се ангажирани за изведување на програмските активности. Конечно, во 2006 година градоначалникот и локалната самоуправа ни доделија простор кој требаше да се реконструира за да се оформи сервисна служба како што е денес овој дневен центар. Во 2006 година со многу напор и со помош од Републички центар Порака, од приватни предпријатија од градот и поединец се реконструира, се догради и се опреми овој дневен центар. Од овој дневен центар добија
прво корисниците што се тука, самите лица со интелектуална попреченост и нивните семејства, но секако добива и градот и републиката и е огромна потреба и за семејствата и за општеството. Два пати годишно во Центарот за едукација на кадри на Црвениот крст во Струга, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака организира и реализира спортско-рекреативни активности за корисниците на дневните центри на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака. Спортско-рекреативните активности обезбедуваат развој на чувството и духот за надпреварување меѓу корисниците, искуство да се биде дел од спортска екипа, при тоа чувствувајќи го единството во екипата, мотивација за победа, но истовремено и искусување и справување со пораз во спортските игри. Овие активности представуваат добра можност за персоналот од дневните центри да го набљудуваат однесувањето на секој корисник во нова средина, надвор од дневниот центар и без родителско влијание, како и да се стекнат со нови сознанија за можните подобрувања во самостојноста на корисниците. Ми се допаѓа Струга, на баба плажа во Струга. На сабајле станавме си миепе зави. Отидовме на доречек, осабајлето трчавме околу и се игравме кошарка, фудбал, текнеме јаже. Бепе на ручек, се одмарапме, отидовме на плажа, отидовме на вечера и на крај имавме забава, играпме, имаше многу музика, на крај легнавме во кревет. Многу сакам на плажа да одам, да се дружам со другарчињата и се така. Другарчињата од разни градови, како домаќина од Струга, Охрид, Скопје и Куманово. Целата тежина додека ја носи родителот е со мислата што ќе биде после нив. А единствено место каде што се чувствува сигурноста и за лицата и за нивните семејства е ваков тип на сервисни служби како што се дневните центри. Секој сака да се дружи со еднаков на себе, да се дружи со сите. Од ова место тие се дружат со останатите, имаат своји другари, имаат свое место каде што секојдневно го посетуваат и излегуваат од дома. Јас лично кај родител сум презадоволна и затоа и колку можам, као волонтер помагам тука, баш затоа што сум презадоволна од центарот. Овдека се чувства као дома. Као дома, користен, прифатен, сакан и оди напред. Посебно се заблагодарувам на оваа институција, невладина организација Порака, затоа што во последно време детето ми е скроз збринето. Детето сака да оди со голема желба во оваа институција, затоа што тука тоа се дружи со другарчиња. Од пристапот на ангажираните лица во дневниот центар, нормално најпрви примено сето тоа со резерва, понатаму прерасна во одушевување. Ми се допаѓа нивниот авторитет што го имат на децата. Пред се заради знаете што ние сите родители се мислиме што после нас со тие деца. Сега знам дека Ивана и кога ќе ме немат мене, ќе почитуваат некој авторитет.
дека можете без мене и знам дека ќе можете да обстани без мене. Се изненадив од многу работи што Ивана може да